9 часот и 30 минути ние значуваме во Скопје во Македонија, меѓутоа претпоставам дека тоа е некаде половина час по полнок во сега веќе така далечниот од другата страна на светот, Лос Анџелес. Кога ќе споменеме Боби Андонов, секој пат ни евоцираат спомени од неговото прво појавување можеби на златното славече, најдобриот пласман на јуниорскиот детски Евросонг во 2008 во Кипар со Прати ми СМС и неговата сработка со почитуваниот Јован Јованов. За можеби животот сега ќе кажеме во Соединетите Американски држави, за неговото авторство, работата како продуцент, како текстописец, како интерпретатор, за животот во Мелбурн, Австралија, каде што е роден. За тоа на каков начин можеби во моментот се чувства кога би ја носел одговорноста Македонија да ја носи сега на големата Евровизија. Говориме во живо, директно се поврзуваме од скопското студио на Телма со нашиот Боби Андонов во Лос Анџелес, токму во Америка. Боби, добро утро од тука или добро вечер и благодарност што издвојуваш дел од твојот сон за да бидеш со гледачите на утринската на Телма. Фала, благодарам за поканата на емисија. Да, се надевам дека вистина нема да ни земеш зло што се вели овие 15-20 минути во моментот да ти, да обезбедиме убаво искуство за гледачите и потоа ќе ти спратиме и ќе кажеме добра ноќ со сопругата и со детенцето. Како си во моментот, се надевам дека добро се држиш, дали голем дел од семејството веќе спие или го чекаа тато да заврши со интервјуто? Не, жена ми и бебето спијат веќе и јас сум бутнат во една соба за да ги скорам. Ќе бидеме тивки. Да. Ама не, они се спијат и јас сум во студиото во куќата. Одлично. Боби, многу работи сакаме да те прашаме со Марко, иако времето ни е ограничено, но може да започнеме со моментот за кој што тука македонските медиуми многу пишуваат последниот период, а тоа е некако твоето поврзување со Евровизија. Веројатно веќе си ја доживеал таа евровизиска сцена, но во детските години или детските изданија, иако веројатно нешто малку поразлично е она за возрастните. Се уште останува музички предизвик за голем дел од музичарите, меѓу нив си и ти. Што се случува на тоа поле, од каде нели тие размислувања, од каде тие ставови, па и барања до некаде Македонија повторно да ја видиме на таа голема евровизиска сцена, а представникот да бидеш токму ти? Да, значи, идејата за Евровизијата, глед, секој пат ми беше во план. И беше и тоа пред 2-3 години и Да, додека ти збориш ќе се подсетуваме на овој настап, ама ќе пуштиме нешто од твојата музика. И значи 2-3 години веќе и знаеш, во последните, каже 6 месеци имав план, баш и ти го спомнаше Јован Јованов, зборев со него, што мисли атмосферата е за Евровизија за 2026 и секој денешен план си оправив за Евровизијата и испратив презентација на МРТ за да се види дали они имат га истото позитивната осет за да се вратат на Македонија на Евровизија. И што беше нивниот одговор? Dakle, за сега оште нема ништо официјално, они сакаат. Сега веќе е време за да има одговор, значи се надевам за уште една недела или другата недела ќе се знае поќе. Ама јас сум спремен дали ќе за 2026 или за 2027. Имам своји инвестиции, исто организација за автори и продуценти во Австралија сака да вложат во мене и за кампањата за Македонија да се врне на Евровизија. Јасно. Боби, споменавме ние во едно интервју пред некој период, ама еве ексклузивно сега и за Телма телевизија. Да. Всушност ти поднесе барање со кое што официјално велиш ке ги покриеш трошоците, нели да речеме за целата македонска евровизиска делегација, за да нема токму националниот сервис
обврска сето тоа да го направи. А дали е тоа една од причините зашто не учествуваме финансиите? Мислам дека финансиите се најголем дел, барем она што го споменуван или можеби и македонската телевизија. Да, мислам, значи, секоја телевизија, дали е во Полска, Австралија, дека бил, они, мислам, телевизијата требат да си платат, значи, тикетот за Евровизија, за што на земјата ќе се представува, ама другите финансиски работи, значи, што треба се вложи пари се песните, дали летовите, спотот, план за сите социјални мрежи на интернет, за маркетинг, тие се работите што многу се скапи на начини и дали е кампања за песна или за албум, ама баш за Евровизија треба да е на глобален начин, значи треба да се оди за Англија, за другите места во Европа пред Евровизијата за Да, тоа се промотивните, да речем, делови каде што нели самата песна делегација ја представува проектот и песната. 100.000, 200.000 некој пат. И на крај на денот за мене е работата за Македонија да се представува на глобален, да имаме глобална визија за да во големо свет да ја представам мојата земја и амбициозен сум за ова да го направам. Ако не е за 2026, сум спремен и за 2027. Да, Боби, според информациите од Националниот сервис и 13-тата седница веќе чисто за гледачите на програмскиот совет кој што била одржана на 8 октомври во салата за состаноци токму меѓу другото член на советот Ивана истакнала дека во континуитет публиката, потоа сите ние бараме да се врати Македонија токму на Евровизија 2026, со оглед на тоа дека таа ќе има и свое 70-то јубилејно издание во Австрија. Во записникот од таа седница стои всушност дека на мејл адреса на програмскиот совет постојано се испраќаат барања за враќање на нашата земја на Евровизија, па така таа информираше исто како и пред 2 седмици дека најголем дел од предлозите се Боби Андонов да биде представник на Евровизија. Но овој пат програмскиот совет велат те контактирале тебе лично, побрал токму конкретно твоето обраќање да се проследи и со останатите членови на советот. Споделуваш всушност дека управното тело имате вие во Австралија, како што ми е начина можеби таа терминологија влада на Австралија за автори и композитори кои што веќе се согласуваат да ти дадат финансиската поддршка покрај комерцијалните можеби партнери кои што приватни би те поддржале во приказната за Евровизија. Да, значи јас сум со нив во разговор сега денев со репрезентатор од организацијата, зборев со нејзе, и они питуваат што се случува, знаеш. Ама да, таа организација, значи они супортираат ги артистите од Австралија што живеат во други земји и они, знаеш, ова е добро не само за Македонија, ама и за Австралија на начин и добро да се спојават и поголемата диаспора во македонците во Австралија. Со тоа и оваа организација исто кампови за писатели низ целиот свет, они ги организираат за да пишат продуценти, автори од други земји и знаеш баш со идејата за Евровизија не ми е само за да одиме за Австрија, за да представиме Македонија, ама што да се донеси назад. Значи, така нешто за наши автори, креативни во Македонија, кампови за да имаме шанси и ние Македонија гласот да на поголеми насени да се слуша исто. Јасно се промовира самата земја, иако ако не грешам имаше и твое нели и писмено обраќање конкретно до советот, меѓутоа ако добро помнам испрати и визуелен приказ, односно презентација имаш направена како тоа би изгледало можеби, нели? Со слика, со тон, со визија.
Да, значи јас и мојот тим, цела презентација беше до, значи, финансиски, инвестиција и исто креативните елементи, значи на мене ми беше идејата за најмногу што можам и македонски уметници и сакам и они да влезат во тоа, значи за да се доаѓам за Македонија со креативни директори од таму, од дизајнери за облека од таму. Значи најмногу што можеме од нас да однесеме за Евровизија. Тоа ми беше план. Супер. Да, Боби, Евровизијата е актуелна како тема, но и со новитети ќе следиме што се случува и ќе пренесуваме тука во нашата емисија. Би сакала да ни представиш што се случува во Лос Анџелес со оглед на тоа што градиш меѓународна кариера, соработуваш со едниот можеби најдобрите или најголемите имиња во моментов во поп индустријата. Спотовите кои што ги имаш направено, дел од нив погледнавме, навистина изгледаат светски и верувам дека е посебна привилегија да се биде така во тоа друштво таму на другиот крај од светот. Што се случува во поглед на музиката таму, со кои имиња работиш, што во моментов правиш ти конкретно за себе во поглед на музиката? Да, значи сега албумот мој се спремам. Извини, мал дел од албумот, 5 песни за сега и после уште 5, ама значи сега спотот и креативните елементи се организираат, ама да, значи последно време имам работено со продуценти, има еден продуцент Илија, што соработува со Ариана Гранде, The Weeknd, Sam Smith и баш еден друг продуцент. И тие се цел тим од Шведска што живеат во Лос Анџелес, ама меѓу нив 40 броједни песни, хитови направено. И значи со нив работам и исто за Евровизија. Они сакат пак и они да се обврзваат со тоа и да направиме значи јака песна за што звучи на стварно глобална за Македонија. Ама да, во сегашно време албумот се спремувам. Исто се надевам мала турнеја овде во Лос Анџелес. Исто пишам за други артисти. Сега имам песна со K-pop група 17, што сега ќе излези, што сум јас автор и продуцент. И така, овде знаеш, има многу голема компетиција, многу артисти, ама се надевам полека повеќе се трудам и за работи овде да се случуваат. Да, споменавме дека вистина Лос Анџелес, иако е поинаква географија од остатокот од светот, има една опуштена култура, самото сончево време можеби и, како кажавме ти и јас во една ситуација, градот врие од амбиција, па така што веројатно творештвото го потикнува кај секој кој што живее можеби или гравитира во моментот или на стина Лос Анџелес. Добро се да речеме адаптиравте на таа клима, на таа географија со сопругата Жаклин сега и со детето, честитки имено од целата екипа за тоа што Боби стана официјално татко. Да, многу е топло овде и многу, дури сега малце се даде, веќе уште малце Божик, ама ние многу луѓе има тука, многу гужва. Ние живееме во место што имаме малце повеќе место што може да се издишиме. Ама она е малце научена повеќе на сонце. Фамилијата на нејзе се од Португалија и значи повеќе така на лето, ама во Австралија 4 сезони во еден ден имаме. Да, животот овде е добро. Не мислам ќе останеме овде за малата сакам и неа да прошетиме дали ќе за Македонија, за Австралија, за Португалија, сакам и да живеам негде друго. Мислам Лос Анџелес, осето за Лос Анџелес за мене ми е овде сум за работа, не ми е како една животна станица, да. Да, не ми е дома, знаеш. Во една прилика кажа дека можеби работиш и на македонска музика и сакаш Жаклин малку да ја запознаеш, па сега и детенцето конкретно со... Жаклин од Франција? Жаклин од Португалија, чинам дека.
Она е родена во Америка, но потекла од Португалија. Од Португалија. Имате вака да речеме можеби еве намера освен твоите аспирации секако со Евровизија и ангажмани со националниот сервис, дали имате еве можеби идеја да си ја посетите Македонија и малку повеќе да останете во некој период тука? Да, обавезно. Јас имам план за да доаѓам другата година околу март-април месец. Исто баш зборов со Јован Јованов за да направиме неколку македонски песни и настави во Македонија. Оти на крај на денот Македонија ми изграда. Македонија ми ја даде првата шанса колку мало дете сонот да се исполна на музика и за пеење на бини и обавезно апсолутно сакам да дојдам назад и жена ми и детето да им покажам дека доаѓам. Супер, Боби. Вистина ќе ти заблагодариме за ова убаво изненадување за нашата публика. Првпат имаме вака што се вели на Телма, ама штом доаѓаш следната година, здравје Боже, март-април на посета, ако тоа не се случи, можеби многу поскоро, ако можеби и националниот сервис заедно со тебе договорат со оглед на тоа дека нели споменавме, ако е децидна одлуката дека веќе сме дали и подпишале дека Македонија не учества, дали тоа може да се ревидира со оглед на тоа дека нели веќе го имаш тоа како спакуван производ, можеби порано да се видиме, ама како и да остануваме на линија. Голем поздрав испраќаме од целата екипа тука од Утринска на Телма и со задоволство и нетрпение чекаме да слушнеме што ново работиш, за новите проекти. Ако можеш во таа прилика и Жаклин да ја донесеш во студија, ќе биде уште поинтересна приказна, така што ти благодариме. Знаем веќе неколку македонски зборови. Учам малку. Па добро, до тогаш ќе знае и повеќе. Буби, ти благодариме многу, ќе посакаме добра ноќ сега, убав сон, да. И искрена благодарност уште еднаш што одвои време и во овие ноќни досени часови таму во Лос Анџелес да се вклучиш во нашата утринска се со цел да ги информираме гледачите за ете тие некои работи кои што последниот период се споменуваат тука во домашните медиуми. А се поврзани со твое име. А се поврзани со твоето име и со Евровизијата. Ти благодариме многу и се надевам ќе се видиме тука во живо во Скопје. Обавезно. Благодарам за поканата.